Туризмот е еден од најбрзорастечките економски сектори во нашата држава, кој располага со големи можности за привлекување на странски и домашни инвестиции, што воедно значи и можност за нови работни места. Туризмот исто така представува одлична можност за непосредно запознавање на домашните и странските туристи со историјата, традицијата, културата, обичаите, вредностите, но и со природните убавини на нашата земја. ВМРО ДПМН во изминатиот период посветено работеше на изградбата на македонскиот туристички бренд кој е препознатлив во светски рамки. Проект изградба на автокампот Ливадиште. Со цел максимално да се искористат езерските капацитети, а пред се развој на езерскиот туризам и негова промоција на мапата на туристичките дестинации, АД Елем посебно внимание посветува на унапредување на можностите што ги нуди автокампот Ливадиште. Со цел негова модернизација и воведување нови содржини, веќе е започната постапка за изработка на визибилити студија за развој и изградба на туристички комплекс Ливадиште, по што ќе се изработи и идејно решение. По нивната изработка, овој проект ќе биде реализиран преку моделот на јавно-приватно партнерство или како директна инвестиција на АД Елем. Согласно динамиката за изработка на визибилити студија, рокот на изградба на овој проект е помеѓу 2016 и 2018 година. Проект визибилити студија и мастер план за развој на скијачки центар на планината Јабланица преку јавно-приватно партнерство. Со цел да се збогати туристичката понуда во регионот и да се создадат услови за локален економски развој и поддршка на приватната иницијатива на АД Мепсо, пристапи кон изработка на визибилити студија и мастер план за развој на скијачки центар во Јабланица. АД Мепсо ќе изврши промоција на визибилити студијата и доколку се најде приватен партнер, ќе се изгради скијачкиот центар по моделот на јавно-приватно партнерство. Рок средина на 2015 година. Проект спортски аеродром Калишта Струга. Ќе пристапиме кон изработка на детална урбанистичка планска документација, а локацијата ќе биде понудена на заинтересиран приватен партнер кој би го изградил спортскиот аеродром. Со овој проект ќе се активира спортското воздухопловство и ќе бидат значително збогатени туристичките содржини во целиот регион со падобранство, едриличарство и летање со мали спортски авиони. Реализацијата на проектот ќе овозможи организирање на балкански и европски надпревари од областа на спортското воздухопловство. Рок 2014 до 2015 година. Проект Рибарско село. За да се зачува автентичноста на македонското рибарско село како туристичка атракција и културно наследство, ќе се реализира проект со кој ќе се овозможи зачувување на автентичната архитектура, ќе се обноват фасадите со каците, ќе се оплемени крајбрежниот појас, но во автентичен стил. Дополнително ќе се направат и комерцијални помошни објекти заради зголемување на привлечноста на рибарското село за туристите, како што се оплеменување на кеовите, продавници за продажба на стари автентични предмети или ново изработени примероци кои потекнуваат од тој крај и кои произлегуваат од традиционалниот начин на животот во минатото. Ќе се нудат услуги на туристите од типот на локални туристички водичи за разгледување туристичко рибарење, приготвување на локални специјалитети и така натаму. На овој начин се очекува да се подобри туристичката понуда во крајбрежните села на езерата, например во Радожда, Калишта, Трпејца и така натаму. Носител на реализацијата Министерство за култура, Агенцијата за промоција на туризмот во соработка со општините. Рок до 2017 година. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.